Добар ден, вие гледате Аргумент, мој гостин денеска е Коџабашија, Никола Коџабашија, композитор. Здраво на сите. Добар ден. Во Македонија доаѓате од Британија, односно од британска премиера, симфонија во Лиц Плейхаус, Лиц е град на културата, 2024. Да, имав таа среќа да бидам поканет да работам на нивниот така наречен Centerpiece, кој е со една прекрасна театарска трупа, перформанс ансамбл. Тоа е составена или од пензионирани, како да кажам, зрели луѓе во зрели години, кои работат веќе 7-8 години заедно, една оригинална екипа на луѓе кои се бават со тој така наречен комјунити или општествен апсолутен театар. И добив нарачка да напишам партитура за оваа нивна важна представа. Тие раскажуваат собствени животни приказни, вистински, кои ги доживеале. И дотолку повеќе беше и се надевам и интересна содржината. Ова е една представа во која нема, нели, селебритис, нема познати личности, но напротив, улогите ги толкуваат, како ги велат, everyman, секојдневниот човек. И беше навистина многу возбудливо, многу интересно, се одеше во живо, и уште сум така задоволен сум. Ја морам да кажам, ретко сум задоволен како излегуваат работите, ама овој пат баш ми се направи кејф. Добро, треба да бидете задоволен и од критиките и рецензиите, односно, за вашата музика. Тие се одлични, како велат, ги водите приказните во представата. Се работи за од класичен до психоделичен рок. Иншала, да. Па јас сакам да се бавам со сите жанрови, со сите стилови. Ние сме нели генерација која за прв пат во историјата на човештвото има пристап кон сите видови на жанрови и стилови од, да кажеме, од областа на музиката, меѓутоа и сите географски дестинации. Значи, можете да слушнете древна музика од Јужна Америка на YouTube, можете да слушнете современа музика од Монголија и така натаму. И мене тоа ми е многу возбудливо. Ние сме една нова, посебна генерација, со своји болки се разбира, ама и со своји предности. Добро. Сега нема да говориме многу за музиката, туку за политиката. Како функционира политиката во уметноста и во Македонија и во светот. Заради тоа сте всушност и тука, да видиме како работи светот, а ние каде сме. Вие сте 25 години на меѓународната сцена и сега знаеме дека ништо не функционира всушност на запад, говориме за некакви западни вредности, цивилизацијски придобивки вредности, ништо не функционира така како во Македонија. Никој не е на најсигурната плата, на најсигурното вработување работно место доживотно. Борбата секогаш трае. Тоа е таа лекција што во Македонија тешко се учи. Па, добро, капитализмот како систем, ние можеме да се согласуваме колку е праведен или не. Ние можеме да го бендисаме или да не го бендисаме колку сакаме, меѓутоа, нажалост, или на среќа за некому, тоа е општествениот доминантен глобален систем кој овозможува каков таков напредок, кој исто така предизвикува и многу трагедии, меѓутоа се е подредено на бруталниот пазар на реалноста. Безмилосно е да се биде дел од било која индустрија, треба да се работи. Најдобрите не успеваат, всушност, туку најработливите.
Така. Не најталентираните, кога велам најдобрите. Ја не се бавам ниту со социјална анализа, ниту со музикологија. Но како системот функционира е прашањето? Околу вработувањата, околу платите, сигурноста? Ја не сум вработен, односно вака, бев вработен само 4 години при Плимут Сити Коледж и Плимут Универзити, додека предавав еден период пред 20 години. Меѓутоа и претходно, а и потоа сум фрилансер, како велат, или себе вработен. Сам себе си се вработувам, сам себе сум си секретарка, го продавам... Директор, мајстор и работник. Така, чистачка и така натаму. Тоа е, заработувате, плаќате порез и ве цена толку колку што сте добри во последната работа, во последното шоу. Нели, тоа е правилото на мојата професија. You are as good as your last show. Добри сте толку колку што е добро вашето последно дело. Да. Сега, апсолутно е немилосрдно, апсолутно и тука има аномалии во системите на вредности, апсолутно нема да го бранам западниот систем како неприкосновен, немам ни намера, но знаете како, работата, барем јас ја работам за своје ментално здравје. Мислам, ја не можам да се замислам да не работам. Мене тоа ми исполнува. Сега, ја имам и таа среќа, късмет што велат, да го работам баш тоа што го сакам. Меѓутоа и до тоа треба да стигнете. И тоа е некоја летвичка за која треба да се изборите. Значи, ќе работите еден куп представи без пари, ќе работите со режисери кои немаат идеја, со врвни ќе работите, маестра и така натаму. Но стигнувате до една точка во која го затварате тој ваш работен социјален круг и јас практично работам со 4 или 5 режисери само. И толку можам да постигнам. Не можам ни своите музички композиции да седнам во последниве 7-8 години да ги доработам и да се бавам со изданија. Бидејќи се бавам само со сцена, например. Добро, како се финансираат културните, уметничките дела, настани? Дали државата е всушност примарната, она хранителка, да ја наречеме, изворот? Онака како што во Македонија во принцип функционира, се потпираат исклучиво на државата, говорам уметниците, луѓето од културата. Многу е, за точен одговор на ова прашање јас не можам да ви дадам, но ќе ви дадам најточно што можам. Од моје искуство имам работено во отприлика 21 или 2 држави, во некои уметноста и културата се речиси целосно финансирани од државата, но тамо јас кај што живеам и тамо кај што јас плаќам порез, финансирањето од државата е, грубо кажано, некаде околу 40 до 50%. Меѓутоа, исто така и тоа зависи од многу индустрии. Например, филмаджиите добиваат исклучително голем залак од лотаријата. Во последниве 2 години тој процент на лотарија се зголеми и во музичко-сценските дејности. А лотаријата е државна во Велика Британија и ние, како да ви кажам, лотаријата која ќе ни дојде пари, не знаеме дали да се радуваме или да се жалиме од каде, од чија несреќа или тоа доаѓа. Меѓутоа, тоа е систем. Но, постојат и инвестиции во културата и во уметноста, постои и комерцијализација, се продаваат карти, имаме приватни инвеститори, имаме и донори, например, мојот театар во Глазгов, Citizens Theatre, градскиот театар, е финансиран главно од градот Глазгов, не е финансиран од државата Шкотска, нели они имаат деволуција во тој домен. Сега, пак не зборувам ко стручњак, зборувам само ко човек. Добро, кој е вашето искуство? Да, јас сум само продуктивец, јас сум рудар практично. Ја не знам во детали каде рудата оди и кој го одвојува златото и бронзата и така натаму.
Добро. Меѓутоа имаме и донори. Имаме и луѓе кои ни донираат по некогаш по милион, некогаш по два. Ние не можеме и зградата да ја дореновираме. Цената на реновирањето на таа заштитена како културно богатство зграда на Citizens Theatre требаше да кошта 12,5 милиони фунти. Денес стигнавме до сума која е 20 милиони фунти, меѓутоа нека не се лажат слушателите да мислат дека еве тоа е исто како Македонија. Не. Проблемите кои Британија сама си ги создаде Со Брекзитот? Со Брекзитот и потоа и со глобалниот проблем на пандемијата и така натаму, тоа се проблеми кои Британија сама си ги импозираше, си ги наметна сама на себе. И сега кошта тоа некаде околу 20 милиони фунти. И сега ние, како да ви кажам, ја се утепав од седење и од смешкање по коктели на фандрейзинг. Онемо каде што, се собираат пари и не знам, мецените и така се натаму. прилично дарежливи. Се скршив од свирење клавир на тие, како се вели, ама тоа е мојот театар. Потоа ќе си го работиме, нели, и Достоевски, и Шекспир, и Чехов, како што си сакаме. Морате да и самите да направите нешто за да инвестицијата најде логика да се залепи за вас. Значи, не е само талентот. И скрстените раце. Да. Не, еве јас да, добро. Добро, а веканат ли во Македонија во некоја образовна институција воопшто да го пренесете и ова искуство и знаењето и образование? Не. Пред 10 години јас се обидов, може и повеќе има, веќе не се сеќам. Ја бев во многу добар контакт со тогашните Pro Tools, фирма позната која произведува аудиовизуелен хардвер. Они со нив работевме на неколку едукативни проекти и прашав дали може да ни дадат хардвер на користење и бесплатен софтвер за евентуално тоа да се донесе на ФМУ и така. Се обидов со некои колеги тамо да разговарам, меѓутоа, како да ви кажам, климата беше во принцип слушав, не имаме ние тоа, знаеме ние тоа, фала, не треба. Мислам, немојте да ме разберете погрешно, не велам дека сите колеги биле незаинтересирани, меѓутоа, знаете како е, ја ќе дојдам на недела дена, на 2 недели, се обидувам со некоја псевдоромантична идеја да нешто да направам, меѓутоа сакам ја да се одморам, да се видам со моите блиски, со пријатели. Вредат ли искуството, репутацијата овде? Во принцип се игнорирани и непожелни луѓето кои имаат некакви заслуги и воопшто се славени, да кажам, на другите земји, без разлика дали се разбира за запад. Па не, видете, ја ќе свртам сега малку тезата. Јас забележувам дека голем број на мои колеги, особено од областа не само на музиката, него литературата, сликарството, ако сакат, кога зборуваат јавно, зборуваат исклучително, како да ви кажам, во еден предозиран, во една предозирана себепромотивност. Да, не велам дека се тие неквалитетни, меѓутоа тезата дека јас сум уметник, мене не ми се допаѓа. Јас сум сценски креативен работник. Уметник можете да постанете ако општеството ве наслови. Ако слушателот ви каже, тоа е генијално или тоа е уметнички, меѓутоа вие сте должни како секој лекар, нели, кој полага заклетва, како секој монах кој служи на Бога, не знам, во манастирот, или како секој пејач кој е на служба во храмот, вие треба да седнете и да работите. Барем тоа е мојот став. Вие се бавите со занает. А дали тоа ќе постане уметност? Тоа апсолутно не е ваша работа. Така да тезата дека јас сум уметник, мене ми е сомнителна.
Добро. Имате удел во проекти, во активности воопшто во Македонија, која се готват некакви национални стратегии од културата? Дали ги мобилизираат, регрутираат најдобрите луѓе кои се надвор? Е прашањето. Па, имало обиди, јас би го издвоил обидот и поканата на Златко Теодосиевски, кој, ако не се лажам, беше ангажиран од Министерството за култура тогаш, за да учествува во правењето на националната стратегија за култура. Тој ми прати мејл. Кога беше тоа? Не знам точна година, но тогаш беше министер, ако не се лажам, Ала Ѓозовски. Па, ценете по тоа. Имавме исклучително интересна комуникација со Теодосиевски. Тој ме праша што мислам дека што се приоритети, но не што мене ми се допаѓа да работам, туку што смета дека што му треба на општеството, за што е, мислам, многу здрава основа да се разговара што е тоа. Бидејќи во мојот театар во Глазгов, каде што претежно работам, ние имаме едукативен одсек и имаме одсек кој се бави и со општеството, со градот, со граѓаните. Ние имаме програми во кои и да сакаме и да не сакаме, ние мораме да ги вклучиме граѓаните. Градот примил бегалци од Сирија, од Ирак. Ние работевме со нивните деца, учествуваа во нашите представи. Така да, начинот на кој нашиот барем театар оперира е да му служиме на народот. Не сакам ова да звучи како парола, но не сакам не да се правда, мене ми е тоа многу инспиративно. Во таа насока мислев дека маргинализираните заедници во Македонија треба да имаат многу по-сериозно, да не кажам агресивно учество. И која беше идејата? Тоа беше идејата да се најдат, постојат, знаете, ја направив многу копии од програмите кои јас ги изработував со Доминик Хил и во Шкотска, и така натаму, и во Манчестер со Волтер Мејер, кога работевме во неговиот театар во Холм. На Златко тоа многу му се допадна, на разговорот што го имавме кај министерот, исто беше многу онака топло Кој беше проектот? Па, прво понудив два дела. Едното е проект, сакав да формирам по примерот на британскиот лондонскиот параоркестра, кој се формираше за време на лондонските олимписки игри. Сакав да искористам врската со нивниот диригент, кој имавме каква таква комуникација, да се формира македонски параоркестар. Бидејќи знам дека постојат исклучително талентирани музичари, со попреченост во видот и така натаму, тоа се одлични музичари, мислам. Како дека и тоа е интересен проект кој го мобилизира општеството на еден посебен начин. Тоа би бил еден ансамбл од 7-8 членови, во него би учествувале и додатни професионалци, не знам, колеги од други државни институции, дали од национални театри, филхармонии, джез ансамбли и така натаму. Значи, вие не ги држите тие проекти и тие идеи во некоја си апотекарна форма. Напротив, ги мешате професионалците со така наречените аматери и така произведувате нешто ново. И што стана со таа благородна идеја? И ништо не стана. Ништо. Колку чинеше? Може би била прескапа? Па не, или парите не се во прашање? Воопшто не чинеше многу, плюс Ричард ми кажа во тоа време дека ако ние успееме да направиме било каква поддршка тука, дека тие ќе дојдат, ќе свират во Скопје и дека дури ќе ни бидат, како се велат, мајка поддршка, финансиска и во било кој смисол. Да се конкурира во европски фондови, во така натаму и така. Меѓутоа, како да ви кажам, ништо не стана тоа. Сега, не велам дека во Министерството за култура немаат никакви такви активности, но по тие мои залагања видов дека
почнаа да се прават некои изложби кои имаат врска со маргинализирани заедници. Не велам дека јас тоа сум го измислил. Немајте тоа. Добро, по примерот на BBC е, веќе. Но како да ви кажам, Кажате. значи ја не најдов на отпор, но сето тоа се претвори во едно Во пепел и прав, да скратиме. И ја ќе кажам велико плаветнило е. Да. Византиско плаво едно. Добра, но цела деценија и воопшто не конкурирате практично во Министерството за не, култура, мислам- има секоја година некакви понуди и проекти. Еднаш или два пати имам конкурирано, последен пат тоа беше за овој мюзиклот операта што ја работевме во опера и да ви кажам прво така се измачив да мислам дека нема потреба повеќе да се занимавам со тоа и мислам дека помладите колеги, ако веќе системот каков е, мислам на нив треба да им дадам предност, тие да конкурираат овдека, бидејќи конечно ја повеќето од мојот порез го плаќам во друга земја Данок. и мислам дека е редно редно тама да бидам финансиран. Да. На крај сме на оваа емисија. Добро. Да, 30 минути брзо поминуваат, но ме интересира вашиот став за филхармонија, со нивните жолти ленти, протестот на за ова што се филхармонија, случува, за влезот на джезерите во нивната институција, велат дека нема место, и двете страни никако, сушност, да победат, ниту да попуштат. Па, мислам дека никој не може да даде тука никаков мудар одговор. Зошто? Тоа е моје мислење, може ви грешам. Мислам дека сите страни во овој дискурс имаат многу погрешна насока. Нивните намери се сигурно добри, меѓутоа нивната комуникација очигледно е непостоечка. Символиката која произлезе од сето тоа мене малку ме зачуди. Околу жолтите ленти? Па ми требаше да и ми се објасни, асоциацијата мислев со дека Холокаустот. прво што помислив, мислев дека луѓето ќе ги отпуштаат од работа. Сега ја, како да ви кажам, бев на работа, бев на проби, додека сконтав што е тоа. Колегите од тој државен джез оркестар, тоа е некое продолжување на танцовиот оркестар на МРТ. Знаете, не сакам ничија судбина јас да оценувам. Конечно немам ни право. Но и Министерството како службеник кој треба да ги обслужува овие, да кажеме, некои две институции, едната нова, едната стара, треба да разговара, треба да превземе обврска и да направи сериозен елаборат како тоа да се прави. Но се измести дискурсот. Проблемите на финансирањето на културата во Македонија, според мене, не се помеѓу ансамблите да се кошкаат за кој каде треба да се смести, него за тоа како да се направи систем на вреднување и систем на сигурност, здравствена, пензиска или не знам каква, за сите што се бават со креативна работа, а понатаму кој е поталентиран, поспособен или како велите поработлив, па нека заработува повеќе, тоа е фер. Онака како што тоа функционира на Запад и онаму каде што вие Па, работите. видете, мојата теза не е најдобрата и не ја излагам како таква, но само ја говорам што сум научил до сега, само тоа. Да. Благодарам што бевте гостин Благодарам и во на вас. Аргумент. Ви благодарам што не гледавте. Пријатно.